А во овие летни денови, кога имаме на вистина високи температури и жешко време, сите бараме место каде да се спасиме од горештините. Секако, доколку сакате вистински одмор далеко од градската врева, во прекрасна природа, чист воздух и секако многу други убавини, покрај многуте места кои што можете да ги посетите во Македонија, наша идеја за тоа каде да отидете е секако да го посетите Берово. Како се живее во Берово овие летни денови и кои се активностите и кои се приоритетите на локалната самоуправа, дознаваме од градоначалникот на општина Берово, господинот Звонко Пекески. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. И поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Додека на градскиот асфалт во главниот град имаме температури кои надминуваат над 40-тиот степен, во Берово би рекла полесно се дише, но и дишете чист воздух. Колкави се температурите во Берово деновиве кога сите се справуваме со жештините? Значи, секако се пониски за некои десетина степени, говорам за дневните. Предноста на убавините на Берово и надморската височина од просечна од 800 метри, практично од наши свежи утра и свежи ноќи. Меѓутоа, климатските промени си го прават своето, така да во овој период од годината и за Берово дневните температури се навистина високи. Не можете со вас да ни донесете од беровската свежина и беровскиот чист воздух, но затоа ќе не поканите да дојдеме па да уживаме во природните убавини на Берово и Беровското езеро. Општина Берово има 8 населени места и заедно со градот Берово ја прават целината на општинската територија. Урбанизацијата е еден од вашите приоритети не само на градот, туку и овие населени места кои што ги споменавме, кои што гравитираат во состав на општината. Што работите во периодот во насока на урбанизација, кога станува збор и за подобрување на инфраструктурата и генерално условите за живот во општината и кои градежни активности ги спроведувате во моментов? Значи, во континуитет и годините претходно, а особено во оваа буџетска 2024 година, веќе дел од реализацијата на програмите кои беа донесени од страна на Советот на општина Берово, согласно динамиката и можностите за нивно финансирање, поголем дел од нив се реализираат, некои веќе во завршна фаза, дел се во тек на постапка за реализација, а има и дел кои согласно планот за јавни набавки ќе бидат отпочнати со тендерска постапка и во периодот што следи третиот, односно завршетокот на самиот трет квартал би биле реализирани. Меѓу нив би ги извел, значи, реконструкцијата на филтер станиците или практично пречистителната станица за питка вода во склоп на јавното комунално претпријатие услуга Берово, со поддршка од Министерството и целостните инвестиции од Министерството за животна средина и просторно планирање, со кој го подобруваме квалитетот на водата после подолго време. Имаме реконструкција на четвртата ламела во Старичкиот дом, со која се нуди заедно со поддршка од Министерството за труд и социјална политика, со која би се овозможиле нови сместување на 28 корисници и секако дел нови вработување во установата. Од делот на патната инфраструктура бележиме изградба на улицата Линденска во село Ратево преку Светска банка и Министерство за транспорт и врски. Секако реконструкција на дел на крак од водоводната мрежа во село Владимирово, реконструкција на улицата Кирофетак во Берово, во теке реконструкција на крак од улицата Мирчаце во Берово, изградба и реконструкција изградба и делумна реконструкција на каналот за атмосферска вода до улицата Велико Влахович, кој беше поголем комунален проблем во годиниве. Мислам дека е целосно завршен и се надам дека ќе биде на задоволство на граѓаните и намалување на тие проблеми со кои се случува во изминативе години при одредени породни дождови. Така да имаме дел. Ако ве прашам со кои проблеми најмногу се соочувате, верувам дека финансиите се најголем проблем. Значи, потребите се видливи, проектите се подготвени за реализација и доколку имате финансии, секако ги реализирате. Се надам дека со најавата од владата, со кој сега има нова распределба на средства за општините, подготвуваме одредена проектна документација и верувам дека истата ќе најде свое место за нејзина реализација во престојниот период, значи до крајот на годината, се надам дел и во наредната, со кој ќе го подобриме квалитетот на живот на граѓаните во општина Берово, во градот и во дел од населените места. Ја споменавте изградбата на четвртата ламела од Старичкиот дом во Берово. Повде некако се надоврзуваме на проектите кои што спаѓаат во рамките на социјалните активности. Кои проекти во оваа насока ги спроведувате? Во моментот тече проектот за општинско корисна работа во која се вклучени 17 лица, кои
дел од нив се вклучени во помош на институциите на локално ниво, значи кои згрижуваат деца со пречки во развојот, во малиот групен дом, во старечкиот дом, значи во детската градинка, а истовремено во самата установа, општинската јавна установа за згрижување на стари лица доктор Иван Влашки, во моментот имаме институционално згрижени 39 корисници. Така. И институционално, во рамките на истата институција, ангажирани се 20 лица за институционална поддршка на нега на 65 стари лица. Така да мислам дека во делот на социјалата секој пат може и повеќе, ценам дека нудиме одредени услуги кои се на задоволство на старите генерации. Неодамна објавивте повик за пријавување на штети од невремето кој го зафати Беровското подрачје на 25 јуни, па убаво како информација за граѓаните да ни кажете како тече оваа постапка. Значи, согласно разговорите и настоките кои ги направивме со дел од граѓаните, распишавме повик во кој по одреден временски период требаше да остават соодветна документација со која ќе отпочне постапката за процена на штети од страна на комисијата која е формирана во рамките на општината. По тој основ ќе бидат офатени сите подносители на барањето, после доставената комплет документација и изработката на првичниот извештај, истот ќе биде доставен до влада, доколку се прогласи елементарна погода и утврди одредена финансиска рамка за надомест на одреден процент од направената штета, верувам дека ќе дојде конечно до исплата, инаку нашата... Имаше ли големи штети? Да, во одреден дел од општината, да. Значи имаше Порендорс град кој нанесе поголема штета на земјоделските површини. Многу често можеме да прочитаме статии и репортажи за Берово со промотивни наслови, како да речеме насловот Берово од анонимно градче до туристички адут на Балканот. Ова навистина многу промотивно звучи и всушност ваш стратешки приоритет за развој на општината е туризмот како брзорастечка гранка и секако потенцијал за одржлив развој на општината. Што правите во таа насока и колку генерално сте задоволни од развојот на туризмот и генерално од посетеноста и на домашните, но и странските туристи на Берово? Пред се Беровското езеро како предизвик. На добар за нас што рековте пред малку дека брзорастечка гранка во општината и навистина последните 10-15 години најголеми инвестиции од страна одредени приватни лица, значи собственици, веќе во градот се чувствуваат и во особено на Беровско езеро како наш туристички бисери. Секако може би искам дека Берово е една од топ 10 дестинации која се нуди на подачето на Македонија. Со тоа што имаме секој пат од година во година с голем број на туристи, каде може да вкусат, да го почувствуваат чистиот воздух, да вкусат здрава храна, да ги почувствуваат специјалитетите на Манишевската куња, значи подготвени од вештите раце на нашите домакини. Секако, значи, како гранка е застапена, акумулира се поголем број на вработени, се создаваат се или се инвестира во се поголем број на капацитет за сместување, така да ја зголемуваме туристичката понуда. Општината во делот на својата надлежност, во рамките на своите можности, настојува да ја подобри инфраструктурата во. Така, во таа насока ќе кажам дека Беровското езеро и неговата околина е позната по прекрасната, пред се недопрена природа, мораме да истакнеме, но и по одличната клима, но посебно и на туристите, потребно е на туристите да им се овозможи она што споменавте, добра патна инфраструктура, пристапност и секако можност за комплетно доживување на пределот. Во оваа насока би сакала да ве прашам докаде сте со осветлувањето на браната и довршувањето на пешачката патека околу езерото, затоа што дел има, но дел треба да се доврши. Согласно обезбедени апликацијата поднесена до Центарот за развој Источно-плански регион, одобрени се средства, имаме одредени потешкоти во до обезбедување и затварање целата финансиска конструкција во овој момент. По решавањето на тој проблем се надам дека истата ќе биде целосно завршена и на тој начин би возможило околу целото езеро да имаме пешачка патека која ќе биде на задоволство на самите туристи. Осветлувањето преку мрежата за рурални развојни беше приоритет во овој период. Се надевам дека истата, преку повикот кој сега ќе следи со ребалансот на буџетот на државно ниво, ќе бидат обезбедени средства и тој проект би бил завршен така да полека со наша поддршка и заеднички можам да признам и од самите собственици на вили, даваат своја поддршка да го градиме Беровското езеро
соодветна инфраструктура за да може да ги задоволи потребите на туристите. Така. Заради високата концентрација на кислород, многу посетители доаѓаат не само да ги наполнат батериите во Берово и на Беровското езеро, туку и доаѓаат на рехабилитација, што значи практично и Берово нуди можност за развој на здравствениот туризам. Меѓутоа, овде би сакал уште еднаш да заокружиме дали сместувачките капацитети ги задоволуваат потребите на туристите, овде ќе ги вклучиме и странските, но и домашните туристи. Значи да, покрај домашните имаме периоди или посетености на страни туристи, обично од нашата соседна Бугарија, има и од други земји, меѓутоа капацитетите се во овој момент исполнети, ги задоволуваат потребите на туристите. Сега во одреден шпиц од годината можеби и недостасуваат доволен број, меѓутоа ценам дека повеќе ме радува фактот што се поголем број на инвеститори одлучуваат да изградат комерцијални објекти, па дури и објекти за собствени потреби на Беровско езеро, со што расне и бројот на сместувачки капацитети, а со тоа и понудата која ја имаме како општина. Морам да ве прашам, дали вие не како градоначалник, туку како граѓанин кој што живее во општина Берово, сте задоволни од функционирањето на општината и условите за живот кои што се овозможени? Практично и овде се надоврзува и другото прашање, кои се пак најголемите проблеми со кои што се соочувате како градоначалник за да ги задоволите потребите на граѓаните? Во делот на моето чувство како градоначалник, како граѓанин, значи ценам дека одредени постапки во дали доставени кон општината или кон други органи на државна управа се бавни и ги отежнуваат одредени потреби или намери на инвеститори за да можат да реализират одредена инвестициона идеја. На вистина, тука има испреплетено дел на постапката е во надлежност на општината, дел е во надлежност на органите на државна управа на повисоко ниво, меѓутоа генерално тие се поднесуваат во општината и на крај се добива одговорот од самата општина која трае некој пати подолго, на тоа реагираат граѓаните и на вистина тоа како граѓани и мене ми смета што се однесува до она што е потребно за да градот и општината функционираат подобро. Работите се движат во обезбедување на средства за инфраструктура. Меѓутоа, миграцијата се го прави своето и доколку сте помалку жители се селуваат, особено младите, тоа во моментот е проблем за општината и верувам дека е приоритетот кој треба не само општината, него генерално и владата да посети, државата, нели, преку извршната власт, да посети поголемо внимание и преку одредени програми и мерки тоа го успее да го намали се со цел да ги задржиме младите во државата. Транспарентноста треба да биде една од главните одлики на локалната самоуправа и секако е многу значајна во реализација на проектите. Како е повратната реакција од страна на граѓаните и како ја оценуваат тие транспарентноста од ваша страна? Во неколку испитувања кои се направени годиневи назад, прво преку Центар за граѓански комуникации во 21 каде беа офатени сите институции во државата, општина Берово беше меѓу 14 со високо ниво на транспарентност. Последнава година беше направен индексот на буџетска транспарентност преку УСЕТ на ниво на Источно-Плански регион, каде општина Берово во двете последователни години, 21, 22, 22, 23, има од максимални 16 индексни поени буџетска транспарентност. Така да ценам дека во тој дел правиме напор заедно со општинската администрација, со советот на општината да практично трошењето на средствата биде и тоа начелно транспарентност биде целосно испочитувано од наша страна, за да граѓаните имат далеку поголема можност да ги забележат трошењата на јавните финансии на локално ниво. Делумно одговоривте на моето следно прашање. Станува збор за миграцијата. Се соочувате ли со иселување на младите од Берово? Не само младите, дури и цели семејства од градовите во нашава земја се иселуваат надвор од границите на државата, но имаме и внатрешна миграција кога од помалите градови доаѓаат во главниот град. Како се соочувате со овој проблем и има ли решение како да се задржат луѓето да останат во општините низ државава? Како Источно-Плански регион или како источен регион, значи сите општини или истокот најмногу се иселува на ниво на Македонија. Ценам дека
И Берово не е имуно, дури напротив, и тука имаме исто така иселување. Дел во европските земји, помал дел во прекоокеанските, а застапено иселувањето особено во главниот град и секако и другите регионални центри, пример Струмица, Штип, наши поблиски, поголеми градови, и тоа исто така многу влие и во иднина мислам дека ќе влие врз развојот на општината. Кога говориме за општините, нивното функционирање, можностите и сето тоа што го нудат нели за граѓаните кои што живеат во општината, но и оние кои што сакаат да дојдат и да ги посетат, зборуваме и за убавите и помалку убавите работи. Најважно е да се детектираат проблемите, да се решаваат и да дојдеме до едно ниво кога ќе имаме вистинска можност и услови за реален, убав и успешен живот низ општините во Македонија. Која ќе биде вашата порака до нашите гледачи или до жителите на Берово? Значи, пред се до гледачите на македонска телевизија, во овој период од годината, значи, може да го посетат Берово. Имаме одредени содржини кои навистина може да ги задоволат нивните потреби, нивните барања, нивните очекувања, пред се чистиот воздух, здравата храна, секако во периодот и досега помина дел од културните манифестации, имаме манифестации кои престојат. Така. Тоа се настаните околу Великден, оправстите ми околу Илинден. Илинден, така. И секако настаните околу етноплощад фестивалот, во чии рамки е и сајмот на локални производи. Кога се одржува етнофестивалот? Значи, тоа исто годинава ќе биде во период од 23 до 25 август, значи последниот викенд од август. Така да во него имаме блок на настапи на наши македонски интерпретатори, дел ќе имаме некоја балканска цвета, секако и детскиот фестивал, кој се одржува веќе традиционално по Малишевско звонче подолго време. Верувам дека во тие 3 фестивалски денови, во чиј состав е и сајмот на локални производи, Малишевијата на Дланка, ќе има фреквенција на поголем број на луѓе. Ние ќе се обидеме да имаме добри домаќини, да понудиме добра забава, добра туристичка понуда со што би го заокружиле Беровското културно лето за ова 2024 година. Токму и овие настани се одлична можност за културна промоција нели на градот Берово и секако привлекување на голем број посетители и туристи кои што ќе дојдат летово во Берово. И за крај на овој разговор само ќе порачаме дека Берово е вистинска дестинација да ги избегнете топлите летни денови од градските средини. Секако да останете во државата и да уживате во прекрасната природа, чистиот воздух и пред се пониските температури за разлика од високите кои што ги имаме овој период во државата. Благодарам многу за гостувањето, се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и вам.